Над 100 излагачи, земјоделци, фармери од земјава, но и од Србија, Црна Гора, Косово, Албанија, Босна и Херцеговина ги промовираа своите производи на четвртиот саем на органска и традиционална храна Органска трпеза во Куманово. За разлика од претходните години, како што можете и сами да забележите, имаме повеќе изложувачи кои што не само храна изложуваат и опрема која што се користи во земјоделството, како и останати препарати, секако дека заживува. Значи, оваа манифестација започна како една идеја да ги вмрежиме сите тие органски производители, кои што на почетокот потекнуваа само како индивидуални земјоделци, непознати кај нас исто нивните производи, меѓутоа од година во година веќе се вмрежуваат, работат заедно и веќе постигнуваат значајни успеси. Излагачите сметаат дека органското производство во земјава напредува, бидејќи граѓаните се почесто бараат органска храна, но има и такви кои се уште немаат навика да користат здрава храна. Нагласуваат и дека во земјава недостига организиран пласман за продажба. Има луѓе кои знаат што значи органско јаболко и оние кои си го почитуваат сопственото здравје, нормално дека знаат да го почитуваат и органскиот производ. За жал имам впечаток дека многу од населението и не се ни свесни што значи органски производ, а уште помалку имаат свест пак за на кој начин да си го заштитат сопственото здравје и градат имунитет, освен личниот природен имунитет, за да посебно вакви прилики на пандемии. Од Комората на органските производители велат напредок има, но се уште треба да се работи на полето на обуки и едукација. Прва година почнаме со 47 излагачи во Североисточен регион, втора година имаме 100, наредна 100, се дуплира. И како излагачи, не е тоа нели факт, мерило за напредокот, меѓутоа и е светски тренд, можеме да кажеме, меѓутоа се повеќе свеста на народот е кон здравата храна и можностите кои ги имаме. Се обидуваме, што се однесува до финансии, како што не прашавте, или средства, никогаш не е доста. Меѓутоа тоа треба повеќе да се вложи во делот на обуки, наобразби и следење на современите текови кои се потребни за да тоа има одржливост. Целта на саемот е да им се помогне на производителите да ги презентираат производите, но и да ги прошират контактите во Централна и Југоисточна Европа. На саемот присуствуваше и унгарскиот амбасадор, кој нагласи дека производството на органска храна е еден од стратешките интереси на Македонија и Унгарија. По долго време работиме на тоа да изградиме еден систем на соработка меѓу двете држави. Тоа е била една посебна тема на разговорите на мешавите меѓу државниот економски совет, што го одржувавме. Саемот Органска трпеза традиционално веќе четврта година го организира Комората на органски производители и Сдруженијето Живот од Куманово. Настанот се одржа на отворено согласно протоколите за заштита на здравјето.